следите работата на Уставниот суд. Денеска се одржа 11-тата седница со 6 иницијативи по кои се дискутираше за уставност на оспорените наводи во нив. Меѓу нив и еден предмет кој што предизвика голем интерес во јавноста, а се однесува на членови од законските измени на Законот за работни односи. Имено Уставниот суд одлучи да не поведе постапка за 3 члена од Законот за изменување и дополнување на Законот за работни односи, кои што беа поднесени во форма на иницијативи, односно наводи од страна на подносителите Политичка партија Левица, Сојузот на синдикатите на Македонија, Хелсиншкиот комитет и Синдикатот на градежништво, индустрија и проектирање. Практично Уставниот суд не ги прифати нивните наводи во иницијативите, бидејќи не најде неуставност на одредбите во кои што меѓу другото се уредуваат и прекувремената работа за проекти од стратешко национално значење. За подсетување, со оспорениот член 117а предвидено е дека по исклучок на работа на проекти од стратешко национално значење, а заради потреба во континуитет на работата, прекувремената работа може да трае подолго од 8 часа неделно и 190 часа во текот на годината по претходна писмена согласност на работникот. Според Уставниот суд, неосновани се наводите дека не е предвидена горна граница на прекувремената работа, бидејќи според судот таа е определена токму во ставот 2 на оспорениот член, односно дека работата над 40 часа неделно се смета и се плаќа како прекувремена работа со задолжително почитување на дневен и неделен одмор, а во согласност со членовите 133 и 134 од Законот за работни односи, бидејќи токму овие членови го регулираат правото на дневен неделен одмор на работникот, односно дека работникот има право на дневен одмор од 12 часа непрекинато во текот на еден ден, односно во текот на 24 часа, и правото на работникот на неделен одмор во текот на 24 часа непрекинато. Во однос на писмената согласност од страна на работникот, членот 32 став 4 од Уставот предвидува дека секој има право на платен неделен и годишен одмор, дневен неделен или годишен одмор, и дека од тие права вработените не можат да се откажат. Токму формулацијата на оспорената законска одредба дека ниту еден работник не може да биде распореден за да работи на прекувремена работа без негова согласност, според судот упатува дека прекувремените работни часови се негов избор, а не обврска. Имено, писмената согласност представува според судот дополнителна заштита на работникот дека не може да му биде наложена прекувремена работа спротивно на неговата волја и над законскиот лимит. Во овој контекст Уставниот суд ја имаше и во предвид Европската социјална повелба на Советот на Европа од 1961 година, која што е имплементирана во Македонија во 2005 година, и според таа повелба признато е правото на правична заработувачка, но и правото на дополнителна зголемена заработувачка на работниците за прекувремена работа со исклучок на некои посебни случаи. Уставниот суд оцени дека членот 1 не е во спротивност со членот 32 од Уставот, според кој правата на вработените се уредуваат со закон и со колективен договор, односно судот оцени дека во конкретниот случај не постои загрозување на правата на работен однос, затоа што тој член не се однесува на правото на добивање на плата на работниците. Во однос на прашањето на министерот за финансии, кој што во согласно со министерот за труд и социјална политика го регулира начинот и местото на исплата на работниците, судот оцени дека е неспорно, бидејќи станува збор за административни олеснувања во функција на поедноставно и поконкретно разработување на оспорената одредба. И овие овластувања се во согласност со неговите уставни и законски надлежности како орган на државната управа. Што се однесува до прашањето односно на водите за евентуалното нарушување на безбедноста и здравјето на работниците, Уставниот суд нема надлежност да се впушта во таква расправа, затоа што
станува збор за предпоставени прашања, земајќи го предвид фактот дека тие односи меѓу работникот и работодавачот се уредени со закони, со договори, за работа, а должност е на Државниот инспекторат за труд да проверува дали тие права и обврски се почитуваат. Согласно членот 117 став 6, работодавачот е должен за секое воведување на прековремена работа писмено да го извести подрачниот државен инспектор за труд, што представува посебна заштита на работниците кои работат на проекти од стратешко национално значење. За крај само ќе дадам една напомена дека ова се неколку аргументи на судот кои што се обиде да ги изнесе до јавноста со оглед на фактот дека станува збор за обемен и темелен реферат кој што е сработен по детална уставно-судска анализа и за граѓаните ќе имаат увид во целиот реферат веднаш штом ќе биде објавен на веб страницата. Ви благодарам. Да. Како беше гласањето? Со оглед на тоа дека деловникот кој што е воведен пред 30 на години предвидува дека советувањето и гласањето се изведуваат без присуство на јавноста, јас не би можела да го коментирам во однос на тоа кој како гласал. Меѓутоа, можам да ве упатам на дискусијата од седницата, на која што и вие лично бевте присутен, а на која што судиите и самите кажаа кој ќе го поддржи, кој нема да го поддржи рефератот. Од она што можам да го кажам како официјална изјава на Уставниот суд е дека не е едногласно.